Колегата Мартин Николовски во живо разговара со директорот на Агенцијата за катастар. Кои се тие услуги кои што ќе добијат нова цена? Мартин, информациите се кај тебе, повели. Јована и Вранко, добро утро повтор пат. Токму така екипата на Македонија наутро во моментов се најавуѓа во Агенцијата за катастар на недвижности, а како што најавивте, наш денешен гостин е директорот на агенцијата, господинот Иван Живковски. Токму со тоа и всушност го започнуваме нашето прво прашање. Господине Живковски, добре дојдовте во Македонија наутро. Намалени цени на катастарските услуги за 75%. Кои се тие услуги што се намалени и зошто се важни за граѓаните? Најпрвен, добро утро. Благодарам за денешната покана. Како што кажавте и како што најавивме со премиерот Христијан Мицкоски пред околу 2 месеци, намалување на најголемиот дел од катастарските услуги. По започнатата процедура, која што требаше да биде прва формална иницијатива до управниот одбор, па потоа до органите на владата и на крај владата даде потврда на самиот тарифник, се објави во службен весник и од минатата недела и официјално стартуваше новиот тарифник со намалени цели до 75%. Кои се услугите практично? Тоа се услугите кои што се најчесто користени и кои што се однесуваат највеќе на купопродажбите, односно кога граѓаните или правните лица купуваат недвижен имот, па така ако досега за една купопродажба во просек се плаќало 5000 денари, сега се наплаќа 1250 денари по катастарска општина, без оглед на бројот на имотни листови кои што ги содржи самото барање. Иста ситуација имаме и кај наследните решенија и кај договорите за дар, каде што досега се наплаќаше 1250 денари по имотен лист, а сега услугата е фиксна и се наплаќа 1250 денари по катастарска општина. Што значи дека ова е едно сериозно намалување на цените на услугите на кои што катастарот ги нуди спрема нашите корисници и мислам дека ова пристапување кон намалување на самиот тарифник најде на големо одобрување помеѓу македонската јавност и тоа можеме и да го забележиме бидејќи од минатата недела откога стапи самиот правилник до сега имаме и поголем број на предмети кои што ни пристигнуваат во катастарот, што значи дека луѓето со нетрпение практично ја очекувале оваа промена која што е едно големо олеснување. Токму така, навистина големо олеснување по буџетот на нашите граѓани. Од неодамна ја започнавте акцијата "Не биди соучесник, пријави обита за корупција". Каде граѓаните може да пријавуваат корупција? Така, како што напоменавте и како што можат гледачите на МТВ да видат, веднаш позади мене е овој банер кој што е дел од самата кампања "Не биди соучесник, пријави обид за корупција". Значи, сите граѓани можат да пријават ваков обид на телефонскиот број 288 300 070 288 300 или на имейл поштата пријаvi корупција maimунче@katastar.gov.mk. Целта на оваа кампања е да се спречат било какви обиди на корупција, доколку граѓаните најдат на проблеми при добивањето на услуги од катастарот, меѓутоа идејата е да делуваме превентивно, да не се случуваат вакви појави во иднина, ниту па граѓаните или правните лица да бидат ставени во непријатна ситуација, да им биде побарано мито. Меѓутоа, не треба да забораваме дека и во македонското општество сите норми и правила се изместени во изминативе 30 години, па не е ретка ситуацијата кога граѓаните кои имаат некој проблем доаѓаат и прашуваат дали можеме некако да платиме под рака. Така да, значи, оваа кампања има за цел пред се да влие превентивно, да го намалиме бројот на коруптивни действија кои што ни се случуваат генерално во македонското општество и најбитно сметаме дека
оваа кампања е добар модел за да го вратиме угледот на самата Агенција за катастар на недвижности, кој што за жал во изминативе 7-8 години не беше на посакуваното ниво. Агенцијата предскоро го промовираше првото издание на билтенот за катастарска практика, но истиот се однесува на вработените во Агенцијата на катастарот за недвижности. За каков билтен станува збор? Значи, се работи за прв билтен за катастарска практика, кој што е наменет генерално за вработените во Агенцијата за катастар на недвижности, чија бројка на вработените изнесува 730, тоа е на сериозна бројка на вработени луѓе. Меѓутоа може да користат и сите оние други професионални корисници кои што ги има или било кои граѓани кои што сакаат да ги знаат ставовите и насоките кои што ги има Агенцијата за катастар кон она како треба да се делува, како треба да се решаваат проблемите. Истиот билтен е достапен и електронски на нашата веб страна, може да се даунлодира во PDF формат. Идејата е да имаме во катастарот голем број на прашања по кои што различно е размислувањето како треба да се постапува по нив. И тука имаме во самиот билтен земено и судска пракса како се одлучувало и какви насоки имаме дадено за воиднина да биде практично унифицирано постапувањето по посадните предмети. Меѓутоа, само ова еден сегмент во поглед на унапредување, надградување на вработените. Веќе во средината на месец ноември ќе се одржи после долго време и првата обука за дел од вработените, на која што ќе се дискутира токму и дел од овие проблеми, и сето ова ќе оди во насока на побрзо, поефикасно решавање на предметите. Тука би сакал само да дополнам уште една работа, дека овие обуки кои што ги спомнав, значи ќе бидат поделени по сектори. Најпрво започнуваме со правниците, па продолжуваме со геодетите, така да нема никој да биде изоставен од делот на вработените. Така, и сосема за крај, директоре, во последниве 2 месеци имавте намалување на 85% на бројот на заостанати предмети. На што се должи овој застој и што да очекуваме следно од Агенцијата за катастар на недвижност? Како што кажавте, наследивме една голема бројка на заостанати предмети кои што делот тие предмети чекале и по 6-7 месеци за да биде постапувано по нив. Имаше такви кои што биле и 2-3 месеци, меѓутоа сите беа тие предмети надвор од рок за постапување. Успеавме да ги решиме тие предмети. Дополнително сите нови предмети кои што доаѓаат ги решаваме во најкус можен рок. Еве ја користам ова прилика да укажам дека иако месец октомври не е завршен, само на подрачјето на територија на Скопје веќе до денес имаме решено повеќе од 11.000 предмети само во текот на месец октомври, кој што податок е за поздравување, за едноблагодарам кон вработените, затоа што со добра реорганизација можат сите да си ја вршат својата работа и граѓаните да немаат практично застој во чекањето да стигнат до услугата која што имаат посакувано. А во поглед на она што го кажавте, што да се очекува, значи на 11 ноември го утврдивме како термин, ќе добиете и покана и вие како медиуми, ќе стартува практично новата алатка за електронски услуги, која што ќе биде насловена e-услуги katastar.gov.mk, каде што ќе можат сите корисници на катастарот да пристапат сосема електронски и на брз и ефикасен начин преку електронска пошта да ги добијат сите податоци кои што им се потребни од катастарот, сите документи. Значи преку самата алатка ќе може да се обслужат повеќе од 100 услуги кои што се дел од услугите на катастарот, така да сметаме дека ова ќе биде новина и ќе оди во насока на она кое што го нарекуваме дигитализација, кое што како влада на Република Македонија е зацртано високо во агендата за имплементација во наредниот период.
Господине Иван, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро, ви посакуваме успешна работа. Разговаравме со господин Иван Живковски, директор на Агенцијата за катастар на недвижности. Студио?